Само реални, издржани и остварливи проекти можат да ги подобрат условите за живот на граѓаните на Кочани, наместо неискрени ветувања, рече председателот на Општинската организација на СДСМ од Кочани Сашко Костов на пресконференцијата што се одржа во населбата Драчевик. Тој ја критикуваше актуелната власт за неисполнетото ветување кон граѓаните околу изградбата на стамбена зграда со станови наменети за лица со лош социјален статус. Овде во населбата Драчевик, ВМРО ДПМН и градоначалникот Радко Димитровски ветија изградба на 42 социјални стана. Еве како што можеше да видите, становите никаде ги нема. Едно ништо големо колку овој рид се ветувањата дадени од владеачката партија. Министерот Јанакиевски пред локалните избори дојде овде во Кочани и на граѓаните им вети дека наскоро ќе започне изградбата на социјалните станови. На 2 месеца пред крајот од рокот, кога требаше веќе да бидат готови, изградбата на становите не е ниту почната. Костов рече дека граѓаните уште долго ќе ги чекаат социјалните станови, затоа што било јасно од и владеачката партија единствено се грижела за теснопартиските интереси, а не за интересите на граѓаните. Власта на Груевски потроши огромни суми на пари за барок и бронза за Скопје 2014, а овде во Кочани граѓаните ги немаат основните животни потреби за достоинствен и нормален живот. Граѓаните на Кочани не заслужуваат неискрен и неодговорен однос на власта кон нив и нивните потреби. Власта мора да ги промени своите популистички политики кои не носат резултат и не ги решаваат проблемите на граѓаните. Изградбата на новата зграда, според Костов, била ветена на просторот веднаш до постојниот објект, каде се уште стои гола ледина. Таа требало да биде една од трите најавени згради во Кочани со кои ќе се ублажува проблемот со домувањето на социјално загрозените семејства.